Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте. Што мисли народот на телевизија Стар на почеток на ова издание, кое што ќе биде на некој начин издание со кое што влегуваме на вистина во последниот период од годината и ќе биде на вистина посветено на нешто што мислам дека не се случува премногу често, а од друга страна посветено и на предпријатието кое што се грижи за состојбите во општината, за водоснабдувањето и за многу работи кои што се битни за животот во Штип. Зошто велам нешто што не се случува премногу често? Затоа што јавното предпријатие ИСАР, според оно што е објавено како податок, како една ранг листа на топ 200 најголеми и најуспешни предпријатија во Македонија, се најде меѓу тие 200, значи како успешно предпријатие. Според критериуми кои што се објавени, според критериуми кои што се образложени во целото тоа рангирање. Тоа е причина да разговараме со директорот на јавното предпријатие ИСАР, господинот Никола Мицевски, за успешноста, за работењето и се разбира да биде и пред вас за вашите прашања. Господин Мицевски, добро вечер. Добре дојдовте во нашето студио. Добро вечер, благодарам на поканата. Реков, ретко се случува вака јавни предпријатија да се најдат во ваква ситуација. Меѓутоа за мене уште поважна работа, претпоставам и за вас, е тоа што јавното предпријатие ИСАР во минатото беше на некој начин повеќе предмет на муабети од типот задолжено е, превработување и слично. Ретко во ваква ситуација да се најде. На што се должи една ваква ситуација? Да, тоа беше еден од моите приоритети, односно предизвици за да се пријавам за директор на јавното предпријатие. Значи, уште од самото мое доаѓање во јавното предпријатие, моја желба беше да воспоставам финансиска и оперативна стабилност во јавното предпријатие. Секако бев свесен дека во самото јавно предпријатие ќе треба да следуваат суштествени промени, како во односот на вработените, така и во односот кон самите приматели на услугата, односно кон водокорисниците и секако кон нашите добавувачи, односно оние компании со кои што ние како јавно предпријатие соработуваме. Уште на самиот почеток, анализирајќи ги состојбите со тимот во јавното предпријатие, одработени околу мене, дојдовме до заклучок дека поставеноста на самото јавно предпријатие не е на она ниво на кое што треба да биде, односно јавното предпријатие ствара поголеми обврски отколку она што значи добивка во самото јавно предпријатие и така мораше да настане корекција на самата цена на водата. Со таа корекција на водата успеавме да ги избалансираме одредени обврски кои што ги имаме и секако намалување на самите оперативни трошоци во јавното предпријатие придонесува и она што значи непродуктивни трошоци во самото јавно предпријатие, донесува до позитивно работење. Приоритет во првата година, секако и во втората, беше значи стабилизирање, односно враќање на обврските кои што ги имаме кон Европската банка за обнова и развој и истите тие првите 2 години значи беа мој предизвик. Иако свесен самиот дека нема да дојдам до некои позначајни покрупни проекти кои што ги фасцинираат граѓаните, сакав ова да го направам така малку временски подолго, затоа што знаев дека по стабилизирањето, односно по поставувањето на темелите на јавното предпријатие, подоцна сами ќе дадат резултатите, што гледате од година во година веќе се продлабочуваат. Ова е веќе трета година, малку повеќе од 3 години како сум начело на јавното предпријатие. Можете да видите дека последните 2 години јавното предпријатие работи со значителна добивка, ги намалуваме обврските кон добавувачите, а секако минатата година од страна на Капитал, еден вестник кој што се бави исклучиво со економијата во Република Македонија, бевме рангирани меѓу топ 200 најуспешни и најдобри компании. Реков според критериуми кои што ќе споменам нешто подоцна, прво да го вклучиме гледачот кој што ги имаме на линија. Повелете, добро вечер. Ало? Ало, добро вечер. Повелете. Добро вечер. Добро вечер. Ало. Да, ве слушаме, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Да го поздравиме директор на ИСАР. Благодарам. Јавуваме се од Карорман. Добро. Ало. Да, ве слушаме. Од Карорман се јавувате, добро? Да, јавуваме се од Карорман. Да го потетаме директорот. Нов водовод
али пак гадна вода, дошо е проблемо. Добро, благодарам. Не знам Пријатно. Значи, мислам дека бевме ние Граѓани на општина Штип или Декна, Во ред, можеме да Мислам говориме. дека бевме во населба Карорман, јас и на неколку наврати на медиумите во нашиот град го давав информација околу целата оваа работа. Се работи за застарената секундарна мрежа која што ја има во населба Карорман. Јавното предпријатие ја изгради примарната мрежа, односно врската помеѓу филтер станицата во нашиот град и населба Карорман. Во исто време беше направено хиперхлорирање, значи на самата линија, она што значат наслаги на манган кои што беа наталожени од годините на користењето на бунарската вода од река Брегалница, остануваат на секундарната мрежа. Инаку можам да ги уверам граѓаните на населба Карорман дека ние секојдневно правиме хемиски и бактериолошки анализи на водата. Водата е исправна за пиење, она што се јавува како потемна боја, визуелно, е само од оние наслаги кои што беа наталожени на самата мрежа. Во ситуација кога ќе можеме, значи, да направиме одредена промена и на секундарната мрежа, истата ќе биде сменета. Сакам граѓаните на населба Карорман да им кажам спокојно, значи, дека можат да ја пијат водата од водоводниот систем, бидејќи тоа е истата вода која што ја пијат и граѓаните, а визуелно бојата е од наталожениот манган кој што се наоѓа на застарените цовки, кои што претходно биле употребувани од бунарскиот систем кој што го користи населба Карорман. Така, режија, јавувате дека имаме нов гледач. Повелете. Добро вечер. Ало? Ало? Повелете. Ало? Повелете, ве слушаме. Ало? Повелете, во програма сте. Ало? Добро вечер. Добро вечер. Не слуша. Ало? Ние ве слушаме Во одлично. програма ли сум? Да, во програма сте, одлично ве слушаме ние. Повелете. Ама ништо не... Режија очигледно не слуша гледачката, значи кога ќе ве вклучат од режија кој ќе ви кажа дека сте во програма, слободно поставете го вашето прашање. Гледам дека она што се критериуми, прво е профитот или нето добивката која останува на компанијата од приходите што ќе ги оствари од работењето, ќе ги одземе сите трошоци, ќе ги плати сите обврски, давачки и даноци. Значи ли тоа дека редовна е ИСР во сите овие работи, со оглед посебно на тоа дека нели имавме долг кон враќање на кредит, долг кон ЕВН и слично. Се уште стојат тие обврски кои што ги имаме, со таа разлика што се, значи, многу намален. Така? Она што значи обврска кон Европската банка за обнова и развој, успеваме редовно ратите кои што доспеваат на 6 месеци, некаде по 8,5 милиони денари или околу 125.000 евра, да ги сервисираме и да ги враќаме. Еве сега во почетокот на 2014 година имаме повторна една рата од 8,5 милиони денари, за кој што јавното предпријатие веќе има обезбедено средства и истите ќе бидат вратени кон Европската банка за обнова и развој, односно кон она што значи доверител Министерството за финансии. Она што го поставивме како динамика на враќање на овие обврски до средината на 2015 година ќе биде реализирано и потоа остануваат за жал тие заостанати 77 милиони денари, кои што останаа обврска од минатото, а јавното предпријатие, значи, реално не е во можност да ги враќа сега. Имаме намалување на обврските кон добавувачите, кои што редовно секоја година се намалуваат, значи од сума некаде околу 30 милиони кога јас дојдов на раководното место во јавното предпријатие, сега се намалени на некаде околу 20 милиона, односно 1/3 и од тие обврски е намалено и можам да кажам за граѓаните дека од 2010 година, еве до без оваа последната рата, имаме вратено некаде околу 1.100.000 евра. Колку тоа влијае на актуелното работење на платите на вработените? Па секако дека многу влијае. Значи, 1.100.000 евра се доволно средства за да го обновиме целокупно возниот парк, со што би се подобрило, значи, собирањето на цврстиот комунален отпад, со што поредовно би ги вршили истите обврски, со што би се намалиле трошоците за резервни автоделови, со што би добиле во динамика на побрзо поредовно собирање на селекција на отпадот, со што би се подобрил квалитетот на парковите, со што би се подобрила услугата во она што значи урбана опрема, клупи, канделабри, цветни насади во нашиот град, би замениле одреден број на цевки, така да сепак тоа се големи средства кои што јавното предпријатие што да ги насочува кон
подобрување на условите за работа во јавното претпријатие, подобрување на капацитетите, ја би рекол, во делот од вработените, работиме, односно кубуриме со сето она што представува обврска да го зголемиме, како што се, да речеме, платите на вработените, бидејќи реално се многу ниски, како што се, значи, замена на возниот парк, на целата механизација, ние сето тоа го усмеруваме кон оно што значи обврска, односно подмирување на таа обврска. Таа е наша обврска, ние мораме по неа да реагираме. Да се разбереме, да разберат гледачите, бидејќи често пати се коментира на ова на некој начин кој што се поставува во ситуација дека сега некој враќа нешто што е на штета на граѓаните. Тоа се земени пари и треба да се вратат. Меѓутоа работата е во тоа што во еден период не се враќале. Колку што разбирам. Значи да, враќани се некои ситни средства кои што воопшто не соодействуваат со средствата кои што требало да бидат вратени. Исто така зголемувањето, односно корекцијата на цената на водата била условено при земање на самиот кредит. Од разни, да речеме, политичко, социолошки и социјални причини, истото не било реализирано, на штета секако на граѓаните, иако во моментот се правела као некоја божевна услуга, меѓутоа долгорочно сето тоа е на штета на граѓаните, на штета на јавното претпријатие, кое што е финансирано од средства на граѓаните. Ние се обидуваме сето тоа во моментов да го консолидираме, мислиме дека сме на правиот пат со одредени средства, сепак и во овој период не останавме без одредени поголеми круцијални инвестиции во јавното претпријатие, кои што се битни за развојниот план на нашиот град за идниот период за кој што ќе зборуваме. Така. Речи дали имаме гледач? Да се обидеме да кукуваме. Добро вечер. Ало? Ало. Повелете, само малку погласно ме молам. Добро вечер. Поздрав многу до Костино и до тебе, Тони. Благодарам. Вака на телефон е Трајче Митев. Трајче? Трајче Митев, Едно да. кратко, две-три кратки прашања само за господинот Никола Мицевски. Може? Зборуваме за голем успех, а имаме враќање на пари. Како би го прокоментирал тоа? Парите од самопридонесот, што се позајмени од локалната самоуправа, како да се вратат и колку се вратени? Добро. И најболно е тоа што сега ќе го прашам, ако би сакал да каже колку е од приходот, целиот приход на јавното претпријатие Штип, ИСАР Штип, колку произлегува за плати и за придонеси? Процентуално нека ми каже. Така, добро. Благодарам на јавањето, пријатно. Добро, благодарам. Значи, ја би одел поред по прашањата, зборуваме за успех, а враќаме пари. Значи, и враќањето пари е обврска која што јавното претпријатие треба да ја направи и секако ние не кажуваме дека сме излезени целосно од оние даночни финансиски обврски кои што ги имаме. Бидејќи, како што и вика една, значи, дефиниција, успешни компании се познаваат по многу показатели, но еден од клучните е профитот или нето добивката за една година зборуваме, која останува на компанијата како дел од приходите што ќе ги оствари од работењето, а ќе бидат одземени сите трошоци, обврски и плати и давачки и разни даноци кои што ги има јавното претпријатие. Што е враќањето на пари. Што е и враќањето на пари. Секако обврската, знаете и вие самите, дека на јавното претпријатие беше 3 милиона евра, од тие 3 милиона евра за 3 години успеа да бидат вратени 1 милион евра и ќе бидат вратени и другите уште 500.000 евра. Милион и пол евра кои што беа затекнати од мене и од локалната самоуправа предводена од ВМРО да помене, ќе бидат обврска за враќање на јавното претпријатие во наредниот период. За нас и ова представува успех, бидејќи успеваме да ги намалиме средствата. Точно е дека јавното претпријатие има подигнато пари од самопридонесот, но тие пари не се земени сега, во овој период, додека јас сум раководител на јавното претпријатие, од средствата од самопридонесот, јавното претпријатие има искористено одредени средства, кои што стојат како обврска на јавното претпријатие кон локалната самоуправа. Сметајќи дека на средствата кои што јавното претпријатие ги должи кон доверителите како што се Европската банка за обнова и развој и Министерството за финансии, каде течат големи камати, обврска на јавното претпријатие е прво тие да ги врати, за да се избегнат сите камати кои што ги има, а секако не бега јавното претпријатие од обврските кои што ги има и кон
и кон локалната самоуправа. Тие обврски се евидентирани, редовно се прикажуваат и јавното предпријатие стојат како обврска кон локалната самоуправа. Според книговодствената евиденција, околу третото прашање, би сакал да му одговорам на гледачот дека јавното предпријатие заклучно со последните квартални извештаи, односно со 30.9.2013 година, бидејќи тоа е последен квартален извештај за кој е земено пресек, приходите во јавното предпријатие се на висина од 163,7 милиони денари, а трошоците се на висина од 140,7 милиони денари. Односно, книговодствената добивка на јавното предпријатие е 23 милиони денари. Велам книговодствена добивка, затоа што оваа добивка јавното предпријатие ја преусмерува кон кредитот кој што ги има и на крајот јавното предпријатие доаѓа до некоја позитивна нула или средствата некаде околу 16-17 милиони денари се обврска кон кредитот, а другите 6 милиони денари се средства со кои што се намалуваат обврските кон добавувачите и кои што се средства со кои што јавното предпријатие тековно работи и секако мора да модернизира дел од својата возниот парк и целата Оваа година механизација. имате земено едно возило, ако не се лажам, така? Така да, јавното предпријатие оваа година и покрај сите обврски кои што ги имаше, гледајќи дека се соочува со застарен возен парк, во кој што наидуваме на голем број на проблеми, бидејќи динамиката на собирање на цврстиот комунален отпад во нашиот град од големо темпо, зголемен е цврстиот комунален отпад со студентите кои што ги имаме во нашиот град, имаме зголемување на количините и од тие причини видовме дека возилото, комбинираното возило од 24 метри кубни, кое што го користиме за собирање на цврстиот комунален отпад, не е доволно само по себе, бидејќи со самата негова 24 часовна експлоатација доаѓа до многу дефекти кои што се јавуваат на самото возило и од таа причина и тоа возило кое што го имаме од многу експлоатација останува со одредени дефекти и неискористено. Така да како јавно предпријатие успеавме да земеме едно комбинирано возило, секако половно бидејќи средствата се лимитирани, со истото е растеретено другото возило и веднаш се осеќа дека има подобрување на собирањето на цврстиот комунален Подолго отпад. ќе трае веројатно. Режија, одиме со гледач па со првиот блок на реклами, претпоставам. Добро вечер. Ало? Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете само малку погласно и вас славове слушаме. Да, Добро вечер. добро вечер. Дали сум вклучена во Да, програмата? во програма сте, повелете. Дали сум вклучена во програмата? Да. Поздрав до водителот, поздрав до директорот на ИСАР и сакам едно прашање до директорот. Неколку пати во јавноста го слушаме за приклучување на водовод во Новакова чешма и Плуждино. Дали во проектот е приклучувањето во 2014 година, сакаме да го прашаме директорот што ќе ни одговоре до кога ќе биде проектот во уфрлено Така. оваа година до 2014. Така, благодарам на јавувањето. Ова се местности во кои што има многу викенд куќи. Така да, значи И луѓе живеат веќе таму, Неколку наврати душе. сум зборувал за истото, луѓе и лично доаѓаат да ме прашуваат, интересирајќи се дали да копаат природни бунари или ќе ја чекаат водата која што треба да дојде. Значи тоа поврзувањето на населбите Плуждино и Новакова чешма е еден дел од еден голем проект и значаен проект за јавното предпријатие, односно со реализација на проектот линија 2. За да одговориме на градачката накратко, можам да кажам дека 2014 јавното предпријатие и локалната самоуправа нема доволно средства за да го реализираат овој проект во 2014 година. Значи дел од проектот до клучката за поврзување со технолошко развој на индустријската зона од линија 2 веќе е завршен. Тоа е некаде до населба Македонка, останува втората фаза за поврзување на целосно до населба Пребек, каде што се планирани два резервоари, како за индустријската зона, така за населба Три чешми и за самиот Пребек, кој што се соочува со во летни периоди од недостатоци од притисоци при намалување на количините на вода и секако таа линија би продолжила позади, значи Пребек преку мерите во спортско-рекреативниот комплекс Кежовица и после тоа доаѓа до приклучување на викенд населбата во која што живеат голем број на граѓани. Значи со сигурност може да кажам дека јавното предпријатие и општината во моментот ги немаат тие средства, меѓутоа за истите средства е аплицирано, се надеваме дека дел од тие средства ќе бидат обезбедени во 2014 година и дел од таа линија ќе биде завршена, така да
по некоја динамика на завршување по делници, успееме некаде до 2015 година, би рекол, да ја поврзиме и на оваква Чешма и Плуждино на градскиот водоводен систем. Во секој случај, да нема празни ветувања, 2014 да не се очекува, тоа е најважно од се. Тоа е одговорот на ова прашање. Режија, време е за првиот блок на реклами, па се враќаме во студио. Who the hell are you? Од 23 до 29 декември неверојатно ниски цени во Туж. Сет тестенини, палафино 95 динари, кашкавал мешан 345 динари, мајонез Витанез 97 динари, пиле амета 149 динари, средство за садови тип 179 динари, тоалетна хартија Хармони 8+2 гратис 76 динари. Туж, каде добрите нешта чинат помалку. Агро 9 километар од Штип е ексклузивен увозник на целосна и приклучна земјоделска механизација, застапник на реномираните брендови John Deere, Tufts и Zetor, а од 15 декември е ексклузивен увозник на италијанскиот бренд Антонио Караро со обезбеден сервис и резервни делови. Агро 9 километар изработува проекти за рурален развој и проекти од програмата ИПАРТ. Она што директно ќе го зголеми производниот ефект е изработка на вештачко ѓубриво според културата и почвената хемиска анализа. Агро 9 километар Штип, партнер за европски резултати. Дрво дизајн. Совршен дизајн. Совршена изработка. Совршена функционалност. Од под до плафон. Дрво дизајн. Најголемиот центар во регионот, Кузе 2000 ви нуди најголем избор на плочки, ламинати, чешми и санитари, мебел за купатила, кади и туш кабини, како и блендирани влесни врати. Кузе 2000 е најдобрата можност за набавка на сите видови градежни материјали. Кузе 2000, кај фабриката Руен во Кочани. Значи лепи идеме сеа на одмор со мајка ти, провери заклучано, отклучано, да не слушаш? И да не заборавам, седни учи, утре имаш испит. Имам се научено, живеј. Малиов уште не отиде ни избрка? Значи сам си, немој журки, женски, алкохол, учи. Нема, живеј, ајде. Осигурувањето достапно 24/7, од сега и онлайн. Eurolink, веб осигурување. Осигурај се и свиркај си. Универзитетски ресторан. Вкусно мени и пријатна атмосфера. Со Зора Настов и Горан Гиго, секоја среда од 20 часот. И група Бревис, секоја сабота од 20 часот. Универзитетски ресторан. За совршена вечер. Повелете. Избор на гуми кои најцврсто се држат за секоја површина. Мишелин, Клебер, Корморан, Тигар и други. Нивно балансирање и полнење со азот. За возилата со голема носивост,
ТТГ Питстоп ги нуди Бриджстон, Фаерстон или Корморан. ТТГ Питстоп, стабилно на секое место и во сите услови. Кога подарокот од срце се дава, се бира за секогаш спомен да остава. Нов модерен и ексклузивен, златен и сребрен накид во продавниците на Лира и Умнија. Часовници од познати брендови со празничен попуст до 30%. Посетете ги Лира и Умнија во трговскиот центар во Кочани. Лира и Умнија за трајно сеќавање. Бидејќи веќе реков дека крај на годината е и нема да ни остане време, па затоа сега веднаш да одиме на она што да се потсетиме што ИСР сработи, што е според вас она што е битно направено во ова година што изминува. Па добро, кога би правил резиме за годината што изминува, секако за мене најзначајни се проектите кои што ги реализиравме со помош на централната и на локалната власт и секако со средства на јавното предпријатие, а се суштествено поврзани со индустријскиот развој на нашиот град. Најпрво би морал да го спомнам поврзувањето на технолошко развој на индустријската зона и изградба на систем за водоснабдување за истата, со која што го решивме овој првичен проблем, односно проблемот со кој би можеле да привлекуваме инвеститори во истата. И еве Джонсон Контролот е една од првите компании кои што се појавија во оваа технолошко развојна индустријска зона. Реконструкцијата на филтер станицата во делот за третман на површинските води, односно за прифаќање на водите од хидросистемот Злетовица, е една втора активност која што најавувавме дека ќе биде завршена до крајот на 2013 година, меѓутоа еве со пролонгирање на одредени, да речам, обврски кои што ги имавме, односно договори за потпишување, во моментот на истата се работи и се надевам дека за едно 4 до 5 месеци истата ќе биде завршена и некаде до мај ќе можеме да ја прифатиме водата од хидросистемот Злетовица, што е од исклучително значење за нашиот град, знаејќи дека во ситуација кога одредени градови имаат редовни значи сопирање на водата како во летниот, така рестрикции на водата во летниот и во зимскиот период, значи Штип ќе го нема тој проблем, имајќи во предвид дека имаме вода од бунарскиот систем и имајќи во предвид дека добиваме и дополнителни 500 литри од хидросистемот Злетовица, приклучување на приградската населба Караорман на градскиот водоводен систем, како изградба на канализационен систем на селото Чардаклија, кој за мене се еден од побитните проекти кои што јавното предпријатие успеа да ги реализира, имајќи во предвид дека тоа се децениски проблеми кои што досега не беа адекватно третирани ниту од досегашните локални самоуправи, ниту од досегашните раководства на јавните предпријатија. Исто така ова година избушивме и 2 дополнителни бунари за квалитетно и навремено водоснабдување, имајќи во предвид дека лето во одредени денови ни се јави одредени критични ситуации пред доаѓање, значи пред доаѓање до ситуација за немање доволно на количини на вода согласно испустот кој што го барат граѓаните во тој период. Со овие 2 дополнителни количини, со приклучување, со поврзувањето, односно со еден бајпас на бунарот во градскиот стадион со бунарите во 8 ноември, обезбедивме доволни количини на вода и сето тоа во летниот период успеавме практично да го реализираме. Така, ајде уште еден гледач, мислам дека потоа ќе немаме веќе гледачи, бидејќи време нема да опфатиме што во 2014 ќе се работи и некои други прашања кои што според мене се битни. Добро вечер, повелете. Добро вечер, повелете, во програма сте веќе. Ало? Да, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до емисијата. Ве молам едно прашање до директорот. Може? Ако може да ми одговорите. Се јавувам од 8 ноември. Пред некој, да не кажам недела некоја, имавме квар. Пукната цевка ли шо беше и од тога и посето ни дојде притисок јак. Бојерите капат од сигурисниот вентил. Може ли да добијам одговор дали притисокот ќе се намале на вентилот? Добро, да, благодарам.
Така, ова е проблем кој што се појави после, значи, одредени дефекти кои што ги имаме на главната линија, реагираат повеќе граѓани од населбата 8 ноември. Ние како јавно предпријатие, значи, обезбедуваме во моментот појавувањето односно по реакциите на одредени граѓани, еден регулатор на притисок со кој што се надеваме дека ќе бидат решени сите проблеми за водоснабдувањето на 8 ноември. Имајќи во предвид дека 8 ноември е најниската точка за водоснабдување во нашиот град и знаејќи каде се наоѓа филтер станицата, значи разликата е некаде околу 16 бари на притисокот во самата населба. Ние како јавно предпријатие нарачавме и чекаме, значи, деновиве да пристигне еден регулатор на притисок кој што, верувајте, не е немалку ефтина финансиска обврска која што јавното предпријатие ствара, меѓутоа имајќи во предвид дека реакциите на граѓаните се оправдани, ние како јавно предпријатие ќе се потрудиме во наредниот период овој проблем со регулирањето на притисокот, односно зголемениот притисок во населба 8 ноември, да го решиме како проблем кој што се јавува во водоснабдувањето во нашиот град. Сега, мислам дека 2-3 години постојано се говори за големата потреба од реконструкција на водоводната мрежа, зафат кој што сметате дека пред се треба да придонесе во намалувањето на загубите. До каде е реконструкцијата, како оди, бидејќи сметам дека го ставате 2-3 години како приоритет и многу важна. Па да, ние секоја година го ставаме како приоритет реконструкција на одредени улици по барање на граѓаните, токму и деновиве, значи вчера имавме состанок со претседателите на урбаните заедници на кои им беа презентирани програмите за работа на јавните предпријатија и на локалната самоуправа, на кои што сите граѓани ги кажуваат приоритетите, односно она што значи потреба за реализација од делот на проблемите кои што се јавуваат во делокругот на работењето на нашето јавно предпријатие. Сите тие, значи, проблеми, реакции од страна на граѓаните и препораки ги вметнуваме во програмите за работа како на јавното предпријатие, така и на заедничката програма на локалната самоуправа и на јавното предпријатие Стипион. Една од позначајните проблеми кои што се јавуваат и кои што неколку години поред ги спомнуваме, а никако не може да дојде до финална фаза за реализација, се реконструкција на одредени водоводи и канализација, односно реконструкција на дел од улица Христијан Карпош, односно на реконструкција на околу 500 метри на потек од куќен број 50 до крстосницата со улица Коле Неделков, улица Тодор Коларов, улица Љубен Иванов, по реконструкција на водоводната линија од населба Железничка, односно од кружниот ток Лукойл до кампус 4, исто така една развојна линија која што треба да ја работиме, и секако реконструкција на улица Карл Маркс, односно Вардарска, во должина од 360 метри, односно од спојот од Ива Лора Рибор до спојот со Борис Китрич. Покрај водоводите овде ќе бидат реконструирани и канализациите и секако реконструкција на водоводни линии на разни локации во градот, како што се улица Иво Лола Рибар, улица Борис Кидрич, Митко Недев, 15 корпус, Велко Влаховиќ Коевска, Железничка, Еврејска, Јосиф Ковачев, односно реконструкција на различни улици во нашиот град по барање на граѓаните, односно во населба Пребек, Сењак, Железничка, во урбана заедница Славчо Стоменски и секаде онаму каде што ќе има потреба за реконструкција. Знаеме дека има многу улици за реконструкција, знаеме дека има многу проблеми, меѓутоа ги реконструираме првично оние кои што се примарни, односно оние кои што се со најголема старост или оние кои што не можат да издржат при одредени дефекти, секако ќе пораните години ќе се фокусираме и на целосна, односно реконструкција на сето она што значи загуба во јавното предпријатие. Така, загубите на вода веројатно се многу битни во целото работење. Дали има таму? Загубите на вода се уште многу големи во јавното предпријатие и сметам дека со едни поголеми инвестиции, значи во делот на работна единица водовод и канализација, ќе успееме да ги намалиме самите тие загуби, а со намалувањето на загубите секако ги зголемуваме и добивките, односно намалување на трошоците за производство на таа озонирана вода, која што ние за жал се уште како град ја користиме за полевање на паркови, за миење на возила, за летно време за миење на дворови. Секако една скапа играчка која што ја имаме во нашиот град. Кога ја има водата, така не се однесуваме онака како што треба, кога ја нема тогаш ќе почувствуваме, однесуваме очигледно. И сега пред вториот и последен блок на реклами, малку и за она што во наредната година каде ќе бидат насочени сите активностите во најголем. Па токму така, она што го рековме, значи реконструкција на дел од водоводните линии е приоритет, да не ги повторувам, тоа се линиите кои што претходно беа спомнати. Оваа година планираме да има и набавка на нови возила во комунална хигиена,
зона, односно помали возила кои што ќе можат да влезат во помалите и покарактеристичните улици во нашиот град, кои што од поставеноста на нашиот град, значи имаме и такви улици каде што треба да направиме замена на тракторите со она што значат помали возила до некаде од 8 до 10 метри кубни, со што ќе ја побрзаме, ќе ја зголемиме оперативното работење, односно динамиката на собирањето на цврстиот комунален отпад и со што се надевам ќе подигнеме квалитетот на собирањето на цврстиот комунален отпад. Почнуваме со активности за покривање на дел од градскиот пазар. Тоа е активност која што за жал неколку години ја зборуваме и се уште немаме започнато одредени активности, освен бетонирање на дел од долното плато и уредување, односно реконструкција на одредени површини од долното плато. Се работи за продолжуваме со изградба за нови гробни парцели, уредување на градските гробишта, сепак тоа е едно место каде што сите ние имаме по некои свој близок и каде што јас како директор од моето доаѓање исклучително многу сакам да тоа место заличи на едно место каде што секој кој ќе одиде ќе може да биде уредено, бидејќи сите ние имаме по некој свој близок таму. Ќе има многу паркови содржини кои што се планирани за наредниот период. Планирани се набавка на 100 нови контејнери за собирање на цврстиот комунален отпад од 1,1 метар кубен, со што сметам дека доволно ќе биде за да го покриеме целото градско подрачје, секако и населбите во нашиот град, и тоа се во отприлика оние активности кои што јавното претпријатие ги планира. Бања Кежовица продолжува да работи со динамиката која што има, со тоа што ќе направиме одредена реконструкција на дел од Машката бања и секако редовна замена на оштетените делови. Очекуваме таму да има некоја разврска со јавно-приватно партнерство или со влегување на универзитетот во делот од физикалната терапија. Остануваат количините вода кои што јавното претпријатие ги има добиено од Министерството за економија при добивањето на концесијата и физикална терапија, така да продолжуваме со активностите во тој дел. Отприлика тоа би биле некои од позначајните активности кои што ги има јавното претпријатие, иако можам да набројувам уште многу, затоа што делокругот на обврски на јавното претпријатие уствари се делокруг на покривање на целокупното живење и пулсирање на нашиот град. Има многу активности, нема доволно време. Режија, време е за вториот блок на реклами по кој се враќаме, само што е 1 до 2 прашања кои што ќе дадат уште, ќе добиеме уште 2. Веруваме одговори кои што ќе бидат интересни за вас да ги слушнете од господинот Никола Мицевски, директор на ЈПИСР. Who the hell are you? години Елан Трейд, дизајн и производство на висококвалитетен мебел по мерка со европски стандарди. Собствена дизајн линија на интериери, кујни, спални, детски соби, плакари од под до плафон, мебел за дневен престој и канцелариски мебел. Бесплатна монтажа и транспорт до вашиот дом. Елан Трейд ви нуди можност за плаќање на рати без камата. За контакт и информации посетете го нашиот изложбен салон во насоба Сењак или на нашиот вебсайт elantrade.com.mk. Елан Трейд, модерно решение за вашиот простор. Ладно цедено масло, фила. Изцедено од природата. Aurora Student Service објавува започна пријавувањето за програмата Work and Travel 2014. Само со Aurora Student Service најголем избор на најатрактивните работни понуди, најниска цена на програмата, саеми за вработување, студентски кредити, бесплатно пополнување на апликација за интервју во амбасада и најниски цени на авиобилети. Убедливо најповолна и најсигурна понуда за Work and Travel 2014. Патувај и заработи во Америка. USA, here I come. ПСС станица за технички прегледи. Секогаш технички исправно возило ќе имате со ПСС. Генерален и детелен преглед, каско осигурување, осигурување од автоодговорност и издавање на зелен картон.
Во соработка со СВР Штип, во ПСС веднаш се врши заверка и издавање на меѓународни сообраќајни дозволи, полномошно за управување со туѓо возило, регистарски таблички, одјави на возило, промена на сопственост и Интерпол проверка на документација за странски возила. Заборавете на останатите. ПСС ви е доволен за се. Многу понуди, многу реклами, високи цени, малку пари. Што да се купи, каде да се купи, кој е трговец, кој е пријател, кој продава, кој подметнува, како да одлучам? Не мислете вие, Зендолино мисли на вас. Маркет и Зендолино. Хотел Ресторан Ваго организира дочек на новата 2014 година со единствена понуда. Незаборавна забава со 3 естрадни звезди. Новица Василевски, Јуле Николовска и Валерија со Фантастико бенд за фантастично доживување. Богато новогодишно мени за само 1600 денари, а пијалокот е неограничен. Хотел Ресторан Ваго на влезот во Штип. Бидејќи практично имаме време само зашто е толку прашања кои што ги кажав, господин Мицевски, во ИСР, значи не се само ИСР, водоводот, ИСР се и вработените. Колку сте вие задоволни од ангажманот на вработените, колку успевате со овој кадар кој што ги имате да се одговори на Секако, значи сите успеси кои што ги постигнува јавното предпријатие се резултати на високата посветеност и ангажираност на поголемиот дел од вработените во јавното предпријатие, како и раководниот тим и соработниците кои што ги имам во моето опкружување. Секако јас сам не би можел овие резултати да ги направам и несвојствено и нечовечки човек да каже дека сето тоа го има направено сам. Сепак таму има еден тим на професионалци кои што си ја знаат работата и кои што со своите препораки и разговори кои што ги вршиме на нашите колегиуми даваат одредени идеи, сугестии за да го подобриме работењето. Вработените можам да кажам, како што реков, поголемиот дел се максимално посветени, што може да се види, значи ние во месец март имавме една голема хаварија, односно поплава во нашиот град, каде што сите вработени во јавното предпријатие, можам да кажам, максимално се вклучија во санирање на штетите кои што беа појавени таму и ние успеавме за ден и пол, скоро за помалку од 2 дена, значи ден и пол, да ги санираме сите штети и да воспоставиме редовно водоснабдување во нашиот град согласно законските обврски кои што ги имаме за квалитетот на чистота на вода. Водата беше воспоставена многу порано, меѓутоа прочистувањето, односно пуштањето во употреба на чиста и квалитетна вода за пиење на нашите граѓани беше завршено за 2 дена. Во едно блиско минато имавме и опожарување на одредена зграда, каде што нашите вработени исто така се вклучија во помагање на санирање на дел од штетите од хаваријата, така да поголемиот дел од вработените во јавното предпријатие се исклучително фокусирани на подигањето на квалитетот на работењето, зашто јас исклучително сум им благодарен и можам да кажам дека без нивна поддршка и нивното работење и нивните сугестии, овие резултати кои што јавното предпријатие ги постигнува во моментот немаше да бидат тие што се. И моето последно прашање, она што се случува со потребна реконструкција на водоводната мрежа, дефекти од време на време, е последица веројатно на тоа што пред 30-40 години можеби не се планирало дека Штип ќе стане толкав и не се планирало каде ќе оди. Дали може тако нешто да ни се случи што прави ИСР за да Штип биде подготвен за воиднина после 10, 15, 20 години со мрежата која што има? Секако, значи мрежата која што во моментот јавното предпријатие користи е затекната мрежа од минатото со одредени реконструкции кои што се случувале во минатиот период. Најодговорно можам да тврдам дека сето она што значи понатамошно издавање на хидротехничка согласност за одредени градби во нашиот град, јавното предпријатие ги прави согласно законските одредби и согласно плановите за развој во нашиот град. Така да при промената на одредени линии, можам да кажам со помал профил, во поставувањето на новите линии, во колку се работи за некој потек каде што се планирани развојни фази во натамошниот период, јавното предпријатие во моментот веднаш поставува поголеми профили, поставува одредени испусти, односно го планира развојниот пат на нашиот град. Да еве, сведоци сте дека сега се случува една голема легализација на објекти диво изградени во нашиот град, така да сите населби, почнувајќи од Света Недела, Дузлачки рид, почнувајќи од населбата Суитлак,
активно се планирани во однос на она што значи развој во наредниот не би требало да се почувствува кога ќе бидат вклучени. Така, значи јавното претпријатие во моментот поставува, значи го димензионира самиот систем на ниво на кое што е планирано да биде во наредниот период и од тие причини можеме одговорно да кажем дека јавното претпријатие развојно размислува за нашиот град за идниот период. Господин Мицински, јас ви благодарам за гостувањето и се разбер, ќе се видиме и во наредната година, ќе се гледаме соработењето на јавното претпријатие ИСР, а верувам во некоја прилика и во оној другиот политички оддел, затоа што пролета ќе ни биде и на политички план активно. Така, јас би сакал во оваа последна емисија за мене во вашите 5 минути за оваа година да ви се заблагодарам на вас, на целиот технички персонал кој што работи со вас, на сите наши граѓани, да им ги честитам престојните новогодишни и божикни празници, да им посакам добро здравје, среќа, напредок на нивните фамилии, а покрај тоа, значи со сите овие параметри кои што ги кажавме, се надевам дека и ние како град ќе имаме подобри резултати во наредната 2014. Тоа подразбира се чист, уреден град, водоснабдување како што треба, да немаме проблеми. Благодарам на гостувањето. Благодарам на поканата. Тоа беше господинот Никола Мицински, кој што е директор на јавното претпријатие ИСР. Слушнавте што беше важно во минатата година, што ќе се работи во идната година. Како што рековме, сите заеднички да придонесеме градот да ни биде чист и убав, да имаме редовно водоснабдување, да немаме проблеми. Пријатна вечер, се гледаме утре после првите вести.